Македонската революционерна организация е политическа организация, формирана на 23 октомври 1893 година во куќата на книжарот Иван Хаджи Николов во Солун. Нејзини темели ги поставиле шестмина револуционери: Даме Груев, Петар Попарсов, доктор Христо Татарчев, Иван Хаджи Николов, Христо Батанджиев и Андон Димитров. Таа во својот развој носила различни имиња, да стане внатрешна македонска револуционерна организација во 1905 година по одржаниот Рилски конгрес. Целта на организацијата била по пат на вооружена борба да се извојуваат политичка економија на Македонија и Одринско и да се ослободи од империализмот и превласта на околните сили и остварување на неговите основни права на самостојност и идентитет. На основачкиот состанок била освоена програма за дејствување, а првите обиди за формирање на организацијата датираат од крајот на 19. век. Во 1889 година Пере Тошев му напишал писмо на Ѓорче Петров да се формира организација за ослободување. Во летото 1891 година во Битола и Даме Груев направил обид за формирање на организација. Во 1892 година кај Иван Хаджи Николов созреала идејата дека само една организација може да го пресече патот на бугарската, српската и грчката пропаганда, кои действувале ретроградно врз националното ослободување на македонскиот народ и да ја принудат Турција да ги почитува решенијата на Берлинскиот конгрес, особено член 23 во кој што барале предвремени, односно предвидени реформи во земјата. Според Иван Хаджи Николов биле прифатени следливи начела. Прво, организацијата да е тајна и револуционерна. Второ, нејзината територија да ја сочинува само Македонија во нејзините етнографски граници, поради што ќе се нарекува и внатрешна. Трето, во неа да членуваат родини и лица што живеат во Македонија без разлика на вера и народност. Четврто, политиката на организираните македонци да е автономна. Пето, да се чува самостојноста на организацијата да не падне под влијание на политиката на соседните држави. Основачите на организацијата ја потенцирале независноста и самобитноста на Македонија да се темели пред се на собствени сили, да се стреми кон будењето и сознанието на самозаштита на поробениот македонски народ. За реализирање на сите овие задачи било неопходно брзо ширење и омасовување на организацијата. Во неа подоцна се вклучиле Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Јане Сандански, Иванче Минчев, Јованче Велков и други. Во Солун 1894 година е избран првиот централен комитет на чело со Христо Татарчев како председател, а Даме Груев како секретар. Првиот устав на организацијата го напишал професор Петар Попарсов. Со доаѓањето на Даме Груев во Кавадарци во средината на јули 1894 година, Кавадарција има таа привилегија да биде меѓу првите градови во Македонија во кој е формиран комитетот на револуционерната организација после Солунскиот. Македонската сенародна борба за ослободување и создавање на самостојна држава е највисокиот дострел во дејствувањето на македонската револуционерна организација. Предизвик да биде за сите нас, да се колнеме во името на Бога, верата и честа, за многу години да е денот на македонската револуционерна борба.